Бугарија како држава тргнува со идејата да биде патрон на сите Словени. Русија детално ја разработува таа идеја за словенското братство на балканските народи и сега им создава некаков Пиемонт отколу кој што можат да се обединат и дека тоа бугарите се правите Словени во суштина. И ден денес на тој бран со Кирил и Методи нели? Да, до ден денес ја држат таа приказна, иако таа приказна буквално е руска стратегија за Балканот, за словенското население на Балканот. Србија, например, секогаш се восхитувала на своето средновековно минато на Душанова Србија, кога Србија владеела цел Балкан. Значи, сите ги бираат своите најсветли моменти. Па затоа се сите тие идеи за Стара Србија, за Јужна Србија, односно нашиот дел тука, што ја Стара Србија го сметаат за Косово, нели? Тие идеи од времето на Душановото царство, тоа ги дава уште и Гарашанин, значи во неговото начертание кои територии треба да ги обземат, иако колку е тоа нереално, тоа го говори Никола Пашич, кој што ќе биде премиер кога ќе се случат балканските војни, кога ќе се оствари таа големо српска идеја. И тој вика сега што правам јас со толку илјади албанци на Косово и во Македонија. Каква е таа Стара Србија, сега ние си отвориме во суштина еден проблем од една компактно државиче, ние внесовме 2-3 народи плюс во државата и се ствара проблем. Истината дилема била и за кралството Југославија, да ги опрати Словенија, Хрватска.